да останете дома. Добро вечер и добре дојде во студиото на Алфа и посакувам на мојата вечерашна гостинка, магистер Горданка Бешлиовска, председателка на Унијата на Сдруженија на медицински сестри, акушерки, стоматолошки сестри и на Сдруженијето За нас. Медицинските сестри се дел од првата борбена линија со борбата против вирусот COVID-19 или корона. Па затоа оваа емисија вечер сакам да ја посветам токму на предизвиците, проблемите, опасностите со кои се соочуваат здравствените работници, поточно од вашата фела. Како председателка на Сдруженијето, претпоставувам дека овој период интензивно комуницирате со вашите колешки, колеги. Кои се информациите кои што стигаат до вас? Добро вечер. Пред се јас да ви кажам, еден подолг период и години наназад бев навикната да во неделата на сестринството имаме повеќе публицитет за нашата професија и кажеме многу повеќе за тоа што тоа ние медицинските сестри работиме и со какви карактерни особини како луѓе располагаме за да ги надминеме сите потешкоти и стресови на работа. Меѓутоа еве ни се случи ова што ни се случи и јас сите овие денови евалурајки спомени од моето школување и образование со моите колеги со кои што комуницираме сирум Македонија, комуницираме и зборуваме и на тема дека кога ги одбиравме професијата како медицински сестри и кога се соочувавме со предизвикот на нашата професија, можеби никој никогаш не претпоставивме дека ќе дојде еден ден ваков момент, ваква ситуација во која што ќе се справуваме со една ваква глобална пандемија, која што, како што кажавте, во овој момент го донесе населението во редуцирани, апсолутно рестриктивни мерки, меѓутоа болниците и понатака се ширум отворени за потребите на пациентите. Всушност, суштината на постоењето се нашите пациенти и ние постоиме за нив и не се справуваме секојдневно, само со овој проблем на короната и на инфекцијата која што не задеси, туку и со сето оноа кое што е потреба за унапредување на здравјето и спречување на болестите на нашите пациенти кои што се постојано во нашите здравствени институции. Во овој момент, здравствените институции функционираат врз основа на протоколите кои што се утврдени од Министерството за здравство и ние секогаш апелираме како Унија и како Сдружение и повикуваме до нашите сестри, а и знаеме дека тоа они го почитуваат, за крајна професионална дисциплина и почитување на сите протоколи. Поделени сме во тимови во здравствените институции врз основа на протоколите на кои што се придржуваме од Министерството за здравство, каде што секој првичен контакт на пациентите се триажира во здравствените институции и тој контакт е сепак исто со медицинските сестри во мерењето на температурата телесна и триажирањето понатака за нивните потреби, додека за сите оние кои што се суспектни, сомнителни за инфекција од COVID-19, имаат посебни патеки, посебни влезови по кои што се движат и се изолирани. Се трудиме за сите оние за кои што има информации, кои што се како сомнителни случаеви, да бидат спроведени по тие специфични и специјални одредени по протокол патеки во здравствените институции, како не би ги донеле во ситуација на контакт и сите останати други пациенти и здравствениот персонал. Многу е важно да бидеме сега во овој момент чувани, во ситуација кога мора сите да ги намалиме контактите. Ние на нашите работни места не можеме да си го приуштиме и да си го дозволиме тој. Нашите контакти се континуирани секојдневни со пациентите кои што имаат, како што кажав, потреба од многу други здравствени услуги. Нашата професија како здравствени работници ги донесе во голем број сега од медицинските сестри, акушерките, па и стоматолошките сестри во еден предизвик да се соочиме со тоа кога избиравме професијата и како ја избиравме професијата и колку сме сега во моментот емотивно и на секаков можен начин спремни да го поднесеме сетиот овој притисок и овој терет со кој што се соочуваме во секојдневието. Многу е важно да останеме во секој момент професионални, онака како што ни доликува на нашата професија пред се, да влееме еден позитивен морал кај пациентите, да постигнеме Оно што е многу важно за нас и да ја одржиме довербата кај пациентите дека ние сме спремни во овој момент
значи да се справиме со сето ова и да излеземе од целата оваа ситуација како многу попаметни и како многу поискусни за некои работи. Госпоѓа Бешлиовска, претпоставувам дека сте имале контакти овој период со повеќе здруженија од повеќе градови. Работата на медицинските сестри сега во оваа фаза, значи не може да го сведам прашањето како функционираат само на инфективна клиника, затоа што, нели, ајде да кажам, тие се последните, ако не грешам, во синџирот кога критични случаи завршуваат таму. Што е со другите ординации, амбуланти, ургентни центри? Кој е првиот контакт? Што прават медицинските сестри сега во овој период? Така, како што ви спомнав, значи сите пациенти поминуваат на една тријажа во која што значи се прави селекција за тоа кој за каде и за каква област и за каква специјалност би требало да биде прегледан. Првиот контакт е во ургентните центри со медицинските сестри кои што во правењето на таа тријажа имаат улога да измерат телесната температура, да го потполнат прашалникот и да ги добијат сите генерални податоци од пациентите, од каде што понатака значи се настапува за негово понатамошно обсервирање како би требало да биде третиран. Во ситуација кога имате позитивни пациенти, кажав, значи има утврдени протоколи од Министерството за здравство врз основа на кои морате да се придржувате, имаме посебни патеки во болниците по кои што се спроведуваат пациентите и како понатака треба значи да се одветвува и како понатака се прават дојавите до сите до сите институции спроведување на пациентите, како што кажува министерот во последно време, значи дека уште не се исполнети капацитетите на инфективната клиника и како што знаете, значи сите заболени со симптоми се хоспитализираат на инфективната клиника. Инфективната клиника ги поздравувам колешките и сестрите од инфективната клиника и сметам дека треба да бидеме свесни дека сепак имаме професионалци кои што се справуваа години назад и се справувале секогаш, можеби со многу помали форми и други, меѓутоа се справувале со многу епидемии, имаат искуство за тоа како треба да им пристапат и како треба да ги одвиват работите. Оно што ние најбитно и најважно што треба сега да го следиме е дијагностицирањето и лекувањето поставено од лекарите како носители на здравствената дејност, ние истото да го почитуваме. Да ги почитуваме комплетно сите оние протоколи за заштита со кои што пристапуваме во работата кај пациентите и едноставно меѓу себе да се чуваме и да се помагаме. Дојдовме во ситуација кога мораме да бидеме свесни во здравствените институции дека сетиот оној недостаток кој што го имаме во сега во моменталните преструктурирања во болниците за да се обезбедат одредени капацитети, мора да го развиеме покрај оно што е професионалното, стручното и хуманото и човечкото, да им помогнеме. Пазете, во овој момент и хигиеничарите во болниците се изложени на комплетна зголемена и динамика на работата, на огромни простори каде што треба значи на секој одреден период да се запазат сите дезинфекциони стандарди и мерки и треба све да се одржува хигиената на едно многу високо ниво, така да ние во здруженијето секогаш апелираме и кажуваме дека не само што треба да си помогнеме меѓу себе, да си помогнеме меѓу нас, треба да си олесниме и на сите кои што се околу нас, и на помошниот и на техничкиот помошниот персонал, нормално да внимаваме многу во тој дел каде што треба да ги намалиме контактите. Со таа цел се и направени тимови во здравствените институции кои што се разминуваат на еден ден со цел да бидат здравствените работници, односно медицинските сестри и поодморени и да со затварањето на одделенијата. Тоа сакав да ве прашам, колку е работниот ден сега во вака вонредна состојба, како се функционира и колку е потребно од други болници медицински сестри да ротираат или тоа веќе оди понатаму, чекор понатаму, доколку пандемијата земе поголем замав и заболените се зголемат? Па знаете како во оваа ситуација, значи ние најповеќе од се кое што го апелираме е да се придржуваме кон протоколарните мерки на Министерството за здравство и сите овие чекори за кои што спомнавте, значи како ќе ги наложува Министерството за здравство со кризниот штаб и со комисијата за инфективни и заразни заболувања. Значи ние така и ќе се придржуваме. Во овој момент, значи сите оние мерки кои што според дојавата на нашите колешки од сите здравствени институции кои што ги протежираше Министерството за здравство, значи се спроведуваат максимално, се ослободуваат простори за изолација, се преструктурира персоналот, се екипира на одредени одделенија, се ослободуваат креветни зафатнени за потребите, доколку се покачи значи бројката на пациенти и се изнудат повеќе потреби. Гледате дека во протоколот влезе и
болницата, градската општа болница 8 септември, во која што сите оние пациенти со COVID-19 заразени кои што ќе имаат други потреби од, да речеме, хируршки интервенции или било како, ќе бидат прифатени во болницата. Таму персоналот се максимално, да речеме, врз основа на таа протоколарна мерка се организира. Сите овие денови болниците се на некој начин, значи, спремни за нешто кое што да се надеваме дека нема да ни изненади, нема да добиеме таков пик во кој што ќе ги преполнуваме болниците. Што се однесува до медицинските сестри и до здравствените работници во овој момент, значи и тие како сите други имаат намалување на бројките и не одат на работа по основ на тоа што се подвајца во здравствена институција, по основ на тоа што имаме млад персонал, млади медицински сестри, па се во блажена состојба, па имаме значи нажалост со разноразни заболувања кои што се на моментални боледувања, и тоа е еден дефицит кој што исто така го чувствуваме. Меѓутоа со ова преструктурирање и затварање на одредени оделенја и до екипирање на персоналот се прави тоа на дополнување внатре во институциите. Меѓутоа мислам дека Министерството за здравство, односно министерот кажа пред еден извесен период дека имаат и план врз основа на кој што доколку се направи потреба за преместување на таков на персоналот една во друга здравствена институција, ќе бидат нормално за потребите на здравствените институции прераспределени, како што го слушнав, околу 400 сестри им се во план и 200 лекари. Ние сме свесни за целата оваа ситуација и се соочуваме во моментот со предизвикот на изборот на нашата професија. Морам да бидам самокритична и да кажам дека сега се соочуваме и со оној момент на многу кој што рекоа што ни требаше. Затоа што вие многу убаво знаете дека морам да бидам самокритична, бидејќи ние како здружение и како унија секогаш ги протежиравме барањата и проблемите на сестрите, меѓутоа и секогаш знаевме да погледнеме и кон себе си каде се нашите пропусти и каде тоа ние понекогаш треба малку подругачие да погледнеме на работите. Така да се соочивме, значи, со наплив на персонал во здравствените институции кои што ја одбра професијата за да си го најдат местото под небото, јас така би кажала, и си ги остварат своите екзистенционални потреби, не водејќи рачун на тоа дека да бидете медицинска сестра и да бидете здравствен работник во вакви услови, значи и да си го ставите и животот во опасност. Јас ќе се осврнам на повикот на главната сестра на Кумановската болница, која што на социјалните мрежи пред неколку дена им се обрати на сите сестри кои што во меѓувреме земаа боледување и замина од болницата и отежнаа да го организира персоналот во болницата, им се обрати и им рече: сите ме баравте и сите не баравте кога сакавте да се вработите, каде сте сега. Значи, кога ќе заврши сето ова, немојте ни тогаш да ни доаѓате. Тоа беше едно нејзино обраќање, јас ќе ми прости ако меѓутоа многу ми се допадна незината одлучност и незиниот став со кој што она ги повика сите здравствени работници, односно медицинските сестри и сите оние од кои што веројатно во тој момент се почувствувала дека има проблем за организација на работата во болницата, и многу отворено и искрено им се обрати. Во секоја професија, па и во нашата, имате луѓе со различни карактери и карактеромани, и ние бевме во некој период, ајде да кажеме така, задесени да ни доаѓа и сестри не со диплома, туку со хартија, па ние моравме сето тоа да го правиме, да се едуцираме и така, меѓутоа секогаш беше апелот да ги почитуваат повозрасните, да ги почитуваат поискусните медицински сестри и да ги црпат знаењата од нив. А сега апелираме до поискусните да им дадат морална поддршка и да ги стимулираат помладите околу нив и на некој начин да не им дозволат да оваа ситуација ги уплаши, да бидат и понатака истрајни и присебни. Не случајно на нашата страна секојдневно апелираме до населението и до граѓаните постојано да седат дома и да ги почитуваат рестриктивните мерки кои што ги наложи Министерството за здравство, да се тестираат уредно, да не ги кријат податоците, да бидат искрени, да се заштитат самите себе и да ја заштитат околината околу себе. Да, за тоа малку како се однесуваат граѓаните малку подолу, сакав да ве прашам колку е оправдан психичкиот притисок па и страв што го чувствува медицинската сестра. Таа кога, значи, како прво не го ризикува само собственото здравје, туку и здравјето на незиното семејство. Читав многу исповеди, да ги наречам, на медицински сестри во Италија, кога велат дека не ми е страв да одам да пазарам, туку ми е страв да одам на работа. Бидејќи претпоставувам медицинските сестри се на прва линија и се го негуваат болниот кој што е
на апарати, поправете ме ако грешам, јас не се разбирам од медицина. Синдромот на согорување е присутен во нашата секојдневна работа. Не мора да ни се случи една ваква пандемија или една ваква голема ситуација за да ние зборуваме за синдром на согорување. Ние секојдневно согоруваме на нашите работни места. Ние сме секојдневно изложени на стресни ситуации кои што ги доживуваме ваква во нашата професија. Доблеста на нашата професија е во тие моменти да бидеме присебни, да бидеме професионални, да постапиме онака како што треба за да уживаме во резултатите од оно што сме го направиле, за да уживаме довербата кај пациентите. Нашите фундаментални, основни принципи на професијата ни се значи унапредување на здравието, спречување на болестите, рехабилитацијата. Значи секоја една медицинска сестра делува зависно, независно и меѓузависно. Значи што значи тоа? Вие кога ќе го завршите со образованието по закон и по пропис, кога ќе се стекнете со лиценцата за работа на своето работно место, по закон и по пропис, по пропишани протоколи, клинички патеки, диагностика и лекување на носителите на здравствената дејност на лекарите, постапувате по закон и по пропис оно што морате да го извршите како интервенции кои што се работни задачи на медицинските сестри. Меѓутоа имате еден дел во кој што независно се градите и тука доаѓаат до израз вашите карактерни особини, во кој што треба да ве одликува на точност, професионалност и колегијалност. Вие сте дел од тимот. Ние во здравствените институции сме сите организирани во тимови. Никој ништо не прави сам за себе. Во здравствените тимови сестрата е носител на здравствената нега, која што ние сакаме да биде заменета со термин здравствена грижа, бидејќи тоа ми се чини дека опфаќа многу поголем диапазон на нашите интервенции, на нашите работни задачи кои што се многу. Ние имаме широк спектар на пристап на интервенции према пациентите и постои оној меѓузависниот во кој што ние делуваме здравствено воспитно во комуникации со семејствата на пациентите. Затоа велиме дека ние не сме само сестри на работните места, него ние сме сестри 24 часи за нашите пријатели, за нашата околина и за нашите роднини, за сите. Така и сега во оваа ситуација апелираме до целокупното наше членство постојано да делува здравствено воспитно до населението. Шириме една позитивна морална стимулација во нашите професии, да не дојдеме до паѓање на моралот и до емпатичност кај медицинските сестри, бидејќи Италија е ситуација во која што сестрите се изложени на страшна емпатија, не можат да ја избегнат емпатијата, затоа што гледаат пред себе триажа на така наречени воени доктрини, каде што треба да изберете на кого ќе му помогнете, од кого ќе се откажете и нема да му помогнете. И кога вие сте во собствената професија професионалец и го правите тоа од душа и од срце, онака како што, значи тоа е многу тешко да се надмине, да се помине. А треба да одлучувате кој да преживее. И тоа не е една ситуација, тоа се многу ситуации, тоа се секојдневни. Јас се надевам дека ние нема да дојдеме до ситуација да ги споделуваме ваквите емпатични ситуации со нашите колеги. И не само од Италија, јас во овие денови имав некои контакти и слушнав некои искажувања на нашите колешки од Шпанија и од некои други европски земји каде што се соочуваат на жалост и со криза на заштитни опреми и така понатака, каде што објавуваат слики во кои што конечно дојдовме до маска, тоа е нешто страшно. Значи ние сепак треба да бидеме во оваа ситуација сега задоволни со она со кое што располагаме и го имаме во моментот, бидејќи ако ситуацијата биде вака под контрола, дај Боже да биде вака под контрола, ние сега за сега значи не можеме да се пожалиме од тој дел дека немаме основни заштитни мерки, мислам ги имаме сите услови обезбедено во овој момент од дезинфекциони средства, од маски, од ракавици, оно што е потребно за првичните контакти и се оно што е повисока, пософистицирана заштитна опрема за овие наши колешки кои што работат во тие делови. Сега во интензивните неги исто така сестрите кои што доколку се случи да се појават поголем број на пациенти на респираторни машини, тоа значи дека веќе имате зголемен број на пациенти во критичните единици, ние така ги нарекуваме интензивните неги, каде што значи зависност од респираторната машина треба да го зголеми и бројот и потребата на медицинските сестри. Во секоја една здравствена институција медицинските сестри да речеме, ако зборуваме за примарното, значи они се расплинети во специјалистичкиот, примарниот и другиот дел со работа, во секундарниот се значи во болниците, во стационарот каде што се лежичките пациенти. Има стандарди пропишани од Светската здравствена организација врз основа на број на кревети, врз основа на креветна зафатнина или врз основа на број на лекари се брои бројката по стандард на тоа колку сестри се потребни. Врз основа на тие стандарди во интензивните неги на секој еден пациент следува една медицинска сестра. Бидејќи вие веќе имате пациент во сериозна категорија на загрозеност. Што значи тоа? Има една скала која што се вика Браден скала по Светската здравствена организација во која што ние ги постои една номенклатура на тежината на пациентите и класификација во прва, втора, трета и четврта група. Што значи тоа? Тоа значи дека
колку е тоа пациентот зависен од медицинската сестра временски, физички, во таква категорија е сместен и врз основа на категоријата во која што се наоѓа се пропишани медицинските интервенции со кои што вие мора да го обслужите и да го изнегувате, ајде така да се изразам да ме разбере јавноста. И тоа значи дека во прва категорија имате пациенти кои што се независни многу од нас и можат сами да се хранат, да се движат и немаат потреба од физичка помош и така понатака. Во втора категорија веќе имате пациенти кои што можеби се во елективен програм предоперативно не биле зависни од вас, меѓутоа после операција се зависни, па треба нели вие да ги храните, да им помогнете да станат, па во трета категорија имате веќе потешки пациенти со разноразни коморбидитети и четвртата категорија се веќе пациентите во кои што се 24 часа зависни од вашата здравствена нега. Значи, тоа се моменти во кои што медицинската сестра е изложена на еден предизрив во кој што она одлучува што е тоа што е потребно за пациентот. Зборувам за интервенциите на сестрите. Бидејќи сестрите имаме многу убава професија во која што имаме и наша сестринска дијагноза, па имаме наша сестринска документација која што на жал се уште не се утврдени во нашите здравствени институции, меѓутоа знам дека ќе дојде време и ќе дојде момент кога сето тоа, бидејќи поглавијата на европските курикулуми ќе го предвидат и ќе ни го донесат тоа и ние ќе го добиеме како такво, во кое што ние на крајот на денот, значи, ги сведуваме интервенциите со кои што сме го завршиле денот. И тука и оној дел каде што доаѓа до израз професионалноста на медицинската сестра. Што значи тоа? Тоа значи дека сите ние во работата околу пациентите треба да имаме посебни одговорности. Дали сум ја сестра со средна стручна спрема, сум со висока или со уште неколку колку има со виша, значи си треба да имаме различни одговорности, треба да имаме интервенции кои што се ограничени да знаеме какви одговорности смееме да преземеме и до каде и колку смееме да сработиме и каде и кога смееме да го поминеме прагот и да навлеземе и во докторските интервенции, каде што многу пати во ситуации во нашите здравствени институции се случува довербата на професионализмот на медицинските сестри да биде укажана од страна на носителите на здравствената дејност и медицинските сестри да го работат и тоа што, да речеме, нели, и во нивниот домен. Ќе се сложат со мене сите кои што ја работиме ова работа секојдневно и кои што сме со работно искуство. Така да малку сакав да ви доловам колку тоа изгледа специфично и стручно и професионално и колку треба да се надминете и човечки, замислете во моменти кога вие одлучувате што е тоа што е потребно. Треба да го на секои 3 часа си има протокол, си има пропишани мерки, индикации врз основа на кои од самата состојба на пациентот треба да го постојано да го вртите, да ја правите неговата нега, почнувајќи од нега на устната шуплина, па сето оно кое што следува. Имате пациент кој што е во четврта категорија, кажувам, во кома, во врзан на машина за апарати, неконтактибилен и така понатака. Ако ни се случи, а не би сакала да кажувам дека да дојдеме до ситуација да ни се наполнат интензивните неги, тогаш, значи, во тој случај потребата од бројот на медицинските сестри ќе биде многу покачена. Секој еден пациент ќе има потреба буквално од една сестра. Ние во нашето секојдневие, тоа сега во една друга ситуација, кога не би имале пандемијата, не го имаме како стандард и не можеме да си го дозволиме на секој еден пациент да имаме по една сестра во интензивните неги, меѓутоа сепак интензивните неги се опремени со поголем број на медицински сестри. Така да сега во овој момент најмногу се работи на тој дел да интензивните неги бидат подготвени. Од тука следува и сетиот оној момент кој што го кажува министерот за набавката на респираторните машини и така понатака, кои што ќе ни донесат пациенти кои што ќе изискуваат таков интензивен третман. Тоа значи, ако добро ве разбрав јас и гледачите, дека доколку пациент се стави веќе на респираторен апарат, тогаш ќе има потреба од нега на една медицинска сестра. Така. Значи, во секој случај захтевноста и потребите од здравствената нега на пациент на апарат, на машина е многу поголема за разлика од пациентите кои што самостално можат да дишат. Така да нашето искуство во интензивните неги многу пати не научило и во дадени моменти како да импровизираме и како да се снајдеме и како да се надополниме. Сме имале многу дежурства, многу ноќи поминати со разноразни ситуации, меѓутоа сепак ќе кажам се разликувало од оваа ситуација која што имаме сега. Значи, Овде сакав да се надоврзам за овој апел што е до сите граѓани, па ние мораше да имаме такви рестриктивни мерки, полициски час, па и да се зголемува. Мислам дека и се уште ќе се зголемува и ќе биде по строги мерките, доколку не се развие самосвеста кај граѓаните.
Зошто е важно тоа седење дома? Еве, од аспект на медицинско лице, да им објасниме на гледачите. Па видите, мислам, овој период на нас, значи, слушнавме, видовме многу и кажувања на епидемиолозите како врвни стручњаци наши, кои што јас со сетиот респект и почит према сите професори кои што сите овие денови имав прилика да ги слушнам и да ги читам со нивните укажувања, со нивните совети. Не се чувствувам многу повикана да можам дели многу во тој дел и компетентна да кажувам, меѓутоа би сакала да пренесам некои пораки од нив во кои што значи најважно е да се прекине ланецот на пренесувањето на вирусот и за да се прекине ланецот, значи потребно е да ги намалиме контактите, условно да ги сведеме на минимум и да останеме сите дома и да не дозволуваме, значи на лесен начин сите да не придобие, да глобално не заболи. Ние апелираме цело време до нашето членство, да апелира до нивната блиска околина, до пациентите и до сите, било на социјалните мрежи, било на било каков начин, да останат дома со едно здравствено воспитување во кое што значи сакаме да ја покренеме јавната свест. Им благодарам искрено на сите наши колешки кои што го прифатија предизвикот на социјалните мрежи и на работните места и спишаа пораки на сите јазици на нашите националности со кои што се обратија до населението. Сакаме да го искористиме моментот на разбирањето на населението кој што ни ја дава поддршката во овој момент јавно. Искажуваат сите поддршка, искажуваат сите дека ако е веќе тоа така, значи да не останеме само на зборови, него да ги почитуваме сите оние рестриктивни мерки кои што ги налага Министерството и оно што ние сакаме и го бараме од сите нив. Во тој контекст ние на нашата веб страна и на нашата фејсбук страна на Сдруженијето и на Унијата секојдневно апелираме до граѓаните и до пациентите и до целокупното население да се придржуваат нови рестриктивни мерки, да не дозволиме на лесен начин да дојдеме во една ситуација со која што нема да можеме да се справиме и ќе имаме губитоци кои што не би сакала ниту да ги помислам, а камоли да ни се случат. И во контекст на тоа, малку во вчерашниот ден емотивно ја покренавме нашата порака до населението, каде што меѓу другото им упативме и не само професионални, туку и човечки повици дека и ние како професионалци на работните места, каде што се соочуваме со многу тежини и многу предизвици, каде што и самата неизвестност во овој момент што ќе се случи кога ќе си дојдеме дома и на која влезна врата ќе влеземе од дома и што све пред да влеземе дома треба да направиме за да го заштитиме нашето семејство. Може ли да им објасните на граѓаните како изгледа во ек на пандемија, како изгледа еден работен ден на медицинска сестра и што прави кога ќе си дојде дома? Па значи медицинските сестри во овој момент се сите, ајде така да се изразам, на високо, видите, во болниците континуирано се случуваат заштитите на интерхоспиталните инфекции. Значи вие знаете, државната санитарна инспекција континуирано, периодично се доаѓа во сите здравствени институции, си ги бара сите оние нивоа и услови кои што треба да ги исполнуваме. Во тој контекст, значи секаде ќе видите во секоја интервентна просторија препораки за миење на раци, користење на дезинфекциони средства, редовни епидемиолошки контроли на оделенијата, на воздухот, на површините, брисеви од раци на хирурзите и на сите други останати на персоналот, редовни систематски прегледи, тоа е се во склоп на неширење и на зачувување на просторот и околината и спречувањето на интерхоспиталните инфекции. Секоја здравствена институција има своја комисија за интерхоспитални инфекции која што ги прати секојдневно, значи не зборувам само сега за во услови на пандемија, зборувам воопштено дека тоа се пропишани стандарди и норми кои што ги негуваат и ги сите здравствени институции. Во вакви услови сега, кога имате подигање на ситуацијата на заразност, на инфекција и така понатака, значи нормално е дека и медицинскиот персонал има некои работи кои што мора обавезно, значи да ги спроведува. Од носење на маска, носење на ракавици, заштитни мантели, континуирано дезинфицирање, внимавање на контактите со носењето на материјалите, посебна обука на помошниот персонал на болничарите и на другите за однесувањето со материјалите. Едноставно вие вршите една едукација во која што сакате да постигнете ниво за тие сами себе прво да се сочуваат, за да умеат да ја чуваат и околината околу себе. И ние буквално секој ден сме изложени на една сензибилизација, а кога вие останувате по 8 часа, 12, 16 и 24 часа во услови болнички, постојано со пациентите, секој ден помалку се сензибилизирате од одредени болести и си носите по дома по нешто. Значи не смеете да си однесете работата, емпатичноста да не однесете дома и го разочарувате семејството со трагедиите и сето оно што го гледате на работа. Меѓутоа, никогаш не можете да бидете сигурни дека нема да си однесете дел од
од бактерии или не знам што друго со што се соочувате на работните места. Меѓутоа, во вакви ситуации сега, кога имате зголемена заразност и кога мора да внимавате дури и на кесите од маркетот со кои што ќе стигнете дома и треба првично да ги дезинфицирате и да ги измиете со алкохол па да ги внесете во домашни услови, затоа што нели експертите кажуваат дека се задржува вирусот и на површини и така и толку часа. Веќе имаме информации, веќе на некој начин здравственото воспитување ми се чини дека преку вас медиумите и преку сето оно што го слушаме веќе го дига малку нивото на спознавање, значи на некои работи. Од таков аспект, кога ќе си дојдете дома од работа и кога ќе искочите од работното место, вие мора да водите рачун на тоа колку ќе и како ќе си ја заштитите цивилната облека со која што ќе искочите дома, да внимавате на кој влез дома ќе влезете, ако немате друг единствен влез, да се пресоблечете пред да влезете дома, да ставите на себе друга облека и после тоа да се механички и да се и хигиенски да си пристапите кон себе си комплетно, да се измиете, па тек тогаш и да размислите дали воопшто ќе можете да си ги гушнете децата и дали да се доближите до нив. Зборувам сега во една ваква ситуација. Можеби самата состојба на работното место ќе ве донесе во ситуација секогаш да ги гледате од метро и пол, чисто превентивно, не дека сигурно сте се заразили, меѓутоа секојдневните контакти и постојаните контакти. Епидемиолозите кажуваат дека е потребно повеќе од 10 минути да бидете во иста просторија или во контакт со таква индивидуа. А замислете, вие сте 24 часа постојано и секој ден со пациенти, еве конкретно колешките од инфективната клиника. Значи може да замислите како изгледа. Ние имаме сега споделено некои видеа од нашите колеги од Хрватска и од Србија кои што сакаат да делуваат малку едукативно према сите нас, како и на кој начин треба тоа дело да се соблече, да се одложат од вас и ракавиците и сето одно што го носите како заштитна опрема, за да на крај цивилната облека само ја замените за друга облека и дома кога ќе дојдете после дезинфекција и миење за бидете, ајде така да кажам, малку покомотни, за да можете да се чувствувате вакво дека нема на семејството да му наштетите. Меѓутоа, искрено се надевам и најголемата препорака ми е до населението тоа што сакав да го кажам, дека ако бидеме присебни и дисциплинирани и ги прифатиме овие рестриктивни мерки и дозволиме Министерството за здравство да си ги работите и продолжат овие тестирања и така понатака и го скратиме овој ланец на сето ова, мислам дека не само што ќе се заштитиме себе си и не само што ќе не заштитат нашите. Јас пред малку кажав дека ако оваа поддршка која што ја добиваме сега од населението е до толку, како да кажам, од срце и од душа, би порачала, значи на сите, на целото население, значи и таква и пораката на нашата веб страна и на нашата страница на Facebook. Сето ова кое што го кажуваат да го спроведат на дело и на вистина да покажат дека сакат да ни помогнат и дека се учествуваат во моментот со нас. На тој начин ќе си помогнат себе си, на своите најблиски, а најповеќе ќе ни помогнат и на нас. И затоа кажуваме дека ние на нашите работни места и покрај тоа што ни е тешко и покрај тоа што имаме многу работа, многу пати знаеме и да се подкараме и тоа пациентите можеби понекогаш и ќе го слушнат во стационарите, меѓутоа секогаш ни е потребна насмевка. Па тоа е и слоганот на пациентите кои што бараат секогаш од нас да добијат сила, да добијат енергија за надминување на тешкотиите и таа насмевка некогаш може да помине во малку поголема смеа кај сите нас на работа. Меѓутоа сето тоа за нас представува живот. Така. Ние на работните места, ако не ја делиме сега во моментот таа ведрина и сето оно кое што од нас произлегува како верба и ги убедуваме сите дека сите заедно ова ќе го надминеме и ќе го поминеме, сметаме дека со тоа, ако не ги почитуваат рестриктивните мерки, ќе ни ја земат на смевката на работните места и ќе не донесат во една емпатија кога ќе мора да се чувствуваме со нив, а на жалост и да ни се намали бројката на работните места, па и да не можеме нели да им излеземе во пресред. Сите ние како луѓе заедно имаме уште многу пред нас и семејни веселби и новогодишни прослави, се онова за кое што сме сонували и сме сакале да го оствариме и затоа ја покренавме малку емоцијата на нашата порака до населението и кажавме, драги пријатели, немојте да ни ја крадете на смевката. Додека ми зборувате овде и надвор сум ве гледала нели во изминатиот период, секогаш ја имате таа позитивност и ведрина кога зборувате. Ќе кажам, фала Богу, не сум ве видела на работно место какво сте, так. Не сум имала потреба. Еве, си посакувам така и да остане. Колку за болеста
учат сите сега. Иако секоја здравствена институција, па и овде нели има симулирање на вежби, правење елаборати и така натаму. Колку се знае за справувањето со болеста и за почитувањето или пак споделувањето на искуства меѓу вас во сферата на работата на медицинските сестри? Ве разбрав, значи, кога зборува во контекст на тоа дека во сите здравствени институции, значи, постојат комисиите за интрахоспитални инфекции кои што се грижат нели за чување на просторот. Меѓу другото, значи, убаво што го начнавте овој дел, значи, сите здравствени институции имаат и своји акциони планови за симулациони вежби во случаи на елементарни непогоди. И, значи, многу голем број од институциите во договор со градот, со пожарните екипи и така понатака, значи, имаат акциони планови врз основа на кои што развиваат елаборати и симулациони вежби во кои што му прават припрема на персоналот за одредени елементарни и природни непогоди во кои што треба да се направи евакуација на пациентите, организирање на персоналот, прифаќање на пациентите и така понатака. И кога сега се соочуваме со оваа ситуација на пандемија, испадна дека сите тие симулацијски вежби, акциони планови и донеле до некое поголемо искуство, бидејќи во тие елаборати и во тие планови секоја една болница и една здравствена институција треба да има еден тим кој што го во ваква ситуација, значи како кризен тим кој што се справува со целата таа ситуација и многу е убаво кога во ваква ситуација сега веќе имате некои такви трасирани протоколи, трасирани патеки каде што имате искуство со симулацијска вежба. Дај Боже да никогаш не ни се случат, меѓутоа сепак ова како пандемија е нешто сосема друго. Јас кажувам овие денови многу често дека ние во нашето школување, кога во учебниците ги читавме четивата и дефинициите за епидемија и пандемијата, беше секогаш една дефиниција која што беше на крајот на четивото, како дефиниција и пандемија представува тоа и тоа и по дефиниција е тоа и секогаш гледавме на као нели ова е дадено нешто као дека меѓутоа каде не можевме да замислиме дека може да ни се случи по дефиницијата. Тоа четиво го прескокнувавте. Па не него секогаш, значи како и во самите четива и авторите секогаш го остава нели како на крај, како дефиниција. Секогаш се даваше предност на меѓутоа кога сега се соочивме со оваа глобална пандемија, во суштина сватевме дека тој мал пасус и таа мала дефиниција е нешто многу големо. Ова е жолт картон за населението на земјината топка, да ви кажам искрено, за сето оно што ние, како сега би сакала малку од човечки аспект, не како професионалец во здравствената институција, што ние како луѓе го правиме и не сме честни према нашата природа, према нашата оваа убава плаво-зелена топка, на која што и ги сековме шумите, ја загадивме максимално колку што можевме, дојдовме до ситуација да направиме фокуси, жаришта, од каде што ќе ни потекнуваат и ќе ни се случуваат, нажалост, и вакви ситуации, без разлика што епидемиолозите кажуваат дека на вирусот му е потребен жив организам, нели, за да опстои, за да продолжи и така понатака, меѓутоа сепак може да си го купите од површините, од загадени места, така да мислам дека овој жолт картон треба да ни даде една многу голема опомена. Сметам дека сите од сета оваа ситуација ќе искочиме многу посвесни. Можеби ние медицинските работници поискусни ќе искочиме од целата оваа работа и ќе биде ова за нас една многу голема поука во понатамошниот наш професионализам, меѓутоа се надевам дека ова ќе го надминеме, ќе го оставиме во историјата и некогаш ќе го спомнуваме само како нешто кое што било па поминало и никогаш да не се повтори. Овде ќе направиме една пауза за реклами, па се враќаме повторно во студиото. Останете на Алфа. Yes, all I wanna have is my phonetic sticks. They're too good to share. Once they're not even with my seeds, I just wanna eat them, fill my mouth up with the praline. Take it, dip it, rinse it, and repeat. Take it, dip it, rinse it, and repeat. All I wanna have is my phonetic sticks. Финети Dips and Sticks. Јади и играј.
Ново од брендот Нивеа открија Naturally Good негата за лице со 99% на состојки од природно потекло плюс 1% за стабилност и сигурност на формулата без скриени состојки. Моќта на органската алоe вера за природно блескава кожа. Naturally Good од брендот Нивеа 100% транспарентна нега за лице за 100% доверба. Пробајте ги и новите Nivea Naturally Good производи за чистење лице со моќта на зелениот чај. It's the cocoa cream. Тато, зашто облаците плачат? Не плачат, тие немаат чувства. Чувства? Да, тоа е нешто што го чувствуваш тука, внатре. Како радост? А од каде доаѓа радоста? Може би и од нешто малечко како што е Surprise! Неодолива киндер чоколада која децата ја сакаат. Открите ја забавата заедно. Kinder Surprise. Радоста е во тебе. El brillo, dinero. Tú sabes que lo tengo está caliente. En la calle con mi gente estoy candente. En la noche yo no duermo, dale prende, prende. Yo soy la patrona, la presidente. La presidente, la presidente. La presidente. La presidente. Имам карти! А јас имам чипикао! Круасан, бисквити и тортички! Спонж Боб и неговите другари во твојот омилен чипикао! Пронајди ги жетоните со прекрасните налепници во секој чипикао и симни го колекционерскиот албум од chipikao.com! Почнува филмот! Не го ломете! Се извинуваме! Чипикао! Енергија за забава! Некои мигови се повкусни кога сме заедно. Милка бисквити. Тајната лежи во чоколадото. Специјална понуда од Никоп. Гратис бежичен алармен систем. Бесплатна монтажа. Без трошоци за дојава. 2 минути средно време на интервенција. 90 патроли на смена. Ограничени количини од 15 евра месечно. Никоп, Национална агенција за обезбедување. Понекогаш мора да им кажете не. Но кога ќе кажете да, тоа многу им значи. Кремасто срце прелиено со млечно чоколадо. Киндер чоколадо. Мало вкусно задоволство совршено за вашите малечки. Па со задоволство може да им кажете да. Киндер чоколадо. Мало задоволство, многу внимание. Nivea Men Deep антиперспирант со моќта на активниот јаглен. Сигурна заштита од потење и интензивен мажествен мирис кој што трае. Nivea Men Deep антиперспирант. Nivea Men се започнува од тебе. Пробај ги новите мажествени мириси на Nivea Men Deep. Дали сте подготвени за 3 пати повеќе уживање? Прво вистинско чоколадо, потоа крцка вафел и на крај кремаст фил со вкус на лешник. Откријте го тројното уживање. Најлепша желја, лешник и вафел. Кога и да посакате. Штарк! Да, се враќаме во студиото. Почитувани гледачи, гледате што не е јасно. Магистер Горданка Бешлиовска, гостинка во оваа емисија, председател на Унијата на Сдружение на медицински сестри, акушерки и стоматолошки сестри и Сдруженијето за нас. 2020 година е година на медицински сестри. И баш во оваа година ни се случи ова што ни се случи. Со што се соочува, еве прво,
светот на глобално ниво, меѓутоа сакам да го поврзате и со сето тоа што до сега го зборувавме за потребата на таков медицински персонал и колку ние кубуриме, недостасуваат медицински сестри во нашата земја. Многу бевме среќни кога слушнавме дека 2020 година Меѓународниот совет на сестри Светска здравствена организација ја прогласи за година на сестринството, каде што се даде посебен акцент на нашите интервенции, на нашите работни задачи, на нашиот допринос за спречување на болестите и за унапредување на здравјето, и во тој контекст сите наши активности кои што ние ги имаме по основ на Светската недела на сестринството, која што трае од 5 до 12 мај, каде што условно на 5 мај Светскиот ден на акушерките, а 12 мај Светскиот ден на сестрите, имаме низа на активности, свечени академии, каде што даваме признанија за нашата работа, каде што добиваме многу повеќе простор да зборуваме за сестринската професија и за тоа зошто и како сме ние во целата професија. Меѓутоа, и Меѓународниот совет на сестри испрати еден голем апел до сите нас да оваа година посебно си дадеме значение на нашите интервенции на сестринството. И сега дојдовме во ситуација кога еве сестринската работа и практично дојде како многу важна и многу битна во оваа ситуација на пандемија. Меѓународниот совет на сестри Светската здравствена организација искочи со еден податок дека до 2030 година на земјината топка глобално ќе фалат 18 милиони здравствени работници, од кои што преку 9 милиони ќе биде само недостаток на медицински сестри. Зборувам на глобално ниво. Не сме само ние во дефицит со медицинските сестри. Светот се соочува со недостатока. До 2030 година ќе имаме огромни бројки на недостатоци. И кога ќе го земете во предвид тој момент дека 70% од сите тие професионалци се жени, и од тука и оправданието на нашиот префикс на нашата професија и нашето име во сестринство, со должна почит према нашите колеги медицински техничари кои што во последно време ги има се многу повеќе околу нас. Така да има и една стандардна бројка која што кажува дека по основ на број на население, треба да имаме одредена бројка на медицински персонал, и по тој стандард на 100.000 жители треба да има 800 медицински сестри. Во овој момент ниту една земја, па ни ние сме приближно блиску до таа потребна бројка на медицински сестри кои што треба. Ако земете во предвид дека во нашето здружение и во нашата унија има околу 5000 медицински сестри, и според некои неофицијални податоци и оние податоци што Институтот за јавно здравје ги има за нашите едукации во нашата професија, може би заедно со сите останати други профили сме некаде околу 11.000, зборувам останати профили, мислам сродни струки наши, се извинувам, останати сродни струки, како што се физиотерапевтите, рентген технолозите, фармацевтите и така понатака. Може да направите една математика, ако медицинските сестри се отприлика околу 7-8 илјади, буквално на нас не недостасуваат скоро 50% на број на жители на население медицински сестри. Ако медицинските сестри своевремено по основоположништвото од Флоренс Најтингејл, која што условно ги качила условите за подобрување на хигиената и ја намалила смртноста во Кринската војна меѓу војниците и е прогласен незиниот роден ден, го славиме како светски ден на сестринството, па после тоа ни се случиле првите школи за сестри, па во 30-те години и школованите сестри. Во тоа време сестрите завршувале школи во кои што поднесувале исто заклетва, како што е Хипократовата заклетва на лекарите, и ние сме поборници и како здружение и како унија на тоа да ги вратиме тие вредности, тие достоинства на нашата професија, во која што покрај утврдувањето на сето оно што ја одликува професијата со нашите интервенции и сето оно што треба да и не следи по образование, и да на сестрите им се овозможи да добијат една рамка во која што како ќе кажам, да се имплементираат и во здравствената политика, да добијат свој правен субјект во кој што ќе бидат зададени нивните задачи и ќе бидат штитени и нивните права. Меѓутоа, сега во овој момент ние ниту сакаме, ниту сме во ситуација, ниту сме во состојба да кажуваме и да пребаруваме нешто кое што би било отстапка од оно што мораме и требаме сега во моментот да го направиме. Сите активности и се она кое што го ние во моментот сакаме да го протежираме и
и да го почитуваме и од ICN и од Меѓународниот совет на сестри и сето оно што нас не засега како проблем, све е ставено значи во моментот на страна. Во овој момент сме сите во целата оваа ситуација само со една цел да го надминеме сите ова заеднички. Сестрите се дадени максимално во целата ова работа. Мислам дека доволно до сега покажавме дека населението треба да има доверба во овој ниво на овие професионалци и мислам дека како дел од тимовите здравствени заедно со докторите како носители на дејности и со сето оноа кое што во моментот се прави како напори, ќе успееме да ја оправдаме сето онаа доверба која што ја добиваме во последниве денови од целокупното население. Кога веќе спомнавте, мора да ве прашам за нешто, на социјалните мрежи ваши колешки, значи од Фелата зборувам, имаат извадено една петиција која што сем подршка бараат и зголемување на личните примања. Сакам ваш коментар околу тоа. Па знаете како јас никогаш како председател и координатор на Унијата членството не го донесов во ситуација да осудувам нечии коментари и нечии побарувања и во овој контекст би сакала да изразам само наш став. Ставот на Унијата и на Сдруженијето е дека ние не поддржуваме во моментот вакви и не сакаме да бидеме апсолутно носители на вакви побарувања затоа што оноа кое што во моментот и моменталната ситуација ни е најмногу потребно е да се што е можно повеќе стимулираме на работните места, да бидеме што е можно поконцентрирани, точни, попрофесионални, што повеќе да шириме здравствено воспитување и подигање на јавната свеска и населението, колку можеме повеќе значи да едни на други да си помогнеме да се заштитиме на работните места, да се преекипираме, да се надополниме, да се солидаризираме. Има време кога ќе ги дискутираме сите овие работи. Сметам дека во овој момент најмалку не е потребно такво нешто. Може би е потребно од самите матични установи кај што сме да бидеме искрени и да се пријавиме и да кажеме дека во овие ситуации на преструктурирање во здравствените институции, на намалување на бројката на пациентите во одредени сегменти, во примерното, во секундарното, во терцијалното, каде и да е, може и ќе треба да очекуваме повисока свесност кај нашите сестри кои што во моментот, да речеме, немаат толков голем обем на работа и контакти каде што може службите да се одржуваат со помала бројка на сестри, очекуваме доблесно и професионално да прискочат и да ускочат и да се пријават и да ги споделат сите тие во моментот, да кажам, ситуации и да се дадат во услуга на здравствените институции и на оние колешки каде што ќе им бидат многу потребни. Апелирам до сите медицински сестри кои што во овој момент со преструктурирањето, значи, имаат намалени обеми на работа, намалени обврски каде што можат да функционираат со помала бројка, значи да го споделат тоа со Министерството за здравство, да ги дадат информациите како што треба, каде што треба и сите да се дадеме во услуга на и да бидеме и да се надополниме заедно со нашите колешки во здравствените институции каде што може да дојдеме во ситуација каде што ќе бидеме многу потребни и многу неопходни. Така да во овој момент сметам дека тие такви побарувања од нашата Фела, посебно зборувам во име на нашето здружение, нашата Унија, не ги поддржуваме и нема да во ниеден момент додека не заврши целата оваа ситуација, нема да повлечеме било каква таква некоја потреба за сестрите во овој момент. Јас би сакала на крајот од овој наш разговор, госпоѓо Бешлиовска, да упатите еден апел до граѓаните дека што значи тоа седењето дома? Голем дел од граѓаните сметаат дека тие се имуни, млади, имаат цврст организам и тие нема да се разболат. И колку тоа седење дома е битно за да го успориме ширењето на вирусот, односно нашиот здравствен систем да остане функционален и на нозе. Бидејќи сите тие информации до сега што ги изнесовте, ако ние имаме, еве јас ке шпекулирам со бројки од тоа што, нели, изминативе денови го слушаме, на 1000 заболени, да треба 20 луѓе да стават здравствените власти на тоест лекарите на апарати за дишење и дека таму ќе треба да стојат 20 медицински сестри кои што нели не можат да бидат вечно на работа. Така. Што значи тоа? Би сакала наједноставно да им го објасните на нашите граѓани.
Видете, јас повторно ќе се повикам на стручни мислења на нашите епидемиолози кои што и покрај ова вие што го спомнавте и кажавте дека младата популација која што несвесна дека може да биде носител на вирусот и нема никакви симптоми е во моментот најопасна и најзагрозувачка за целата околина. Значи апелирам до младите, до сите, значи дека значи секојдневно ги слушаме слоганите дека може да бидат опасно за нивните баби, за нивните родители, за целокупната нивна околина, за нивните другари. И оно што го кажуваат епидемиолозите на крај на крајштата, и тие не се секогаш отпорни на овој подмукол вирус, каде што млади се заболени. Значи, многу е важно во моментот тие кои што се полни со енергија и најмногу сакат да се движат и да остваруваат контакти и да го одржуваат нивото на социјалниот живот, така да кажам, значи да се повлечат за да можеме што е можно побрзо сите да се уклучиме и да живееме најнормално како што живеевме порано. Значи мора да се воздржиме во овој период додека траат овие рестриктивни мерки и додека не се избориме со така наречениот пик, да не го доживееме и да не го имаме и да отидеме во некои поблаги форми, да помине време и со текот на времето, значи да ја оставиме целата оваа ситуација позади себе. Да не дозволиме да бидеме причина, чувството е многу лошо да бидете причина за нечија болест. Значи, мора така да ги погледнеме работите. Секогаш треба да се погледнете себе си како потенцијален извор за вашите родители, за вашите баби и за целокупната околина околу нив или за нивни помали внуци или нивни било кои родбини или блиски. Мислам дека мора да ги креваме пораките малку на поемотивно ниво, да го разбудиме човечното малку кај луѓето, кај населението, да ги надминеме овие резигнации и сето оно што го слушаме и го гледаме и го читаме понекогаш на социјалните мрежи, да се надмине таа омрза и таа неподносливост каде што секогаш бараме нешто да си најдеме, да си кажеме нешто што не чини, а не гледаме да го извлечеме тоа што е добро. Еден мој професор на факултет, кога студирав јас, велеше не ме интересира што не знаеш, кажи ми што знаеш, а јас ќе проценам за колку знаеш. Така и ние не треба секогаш да го гледаме само тоа кое што е лошата страна и во моментот веднаш да развиваме целокупни приказни, да се ослонуваме на леко прочитани од недоверливи извори работи и да постапуваме врз основа на нив. Значи апелирам до населението, до граѓаните, до сите да ги слушаат препораките на експертите, да ги слушаат препораките на Министерството за здравство, да се придржуваат на веродостојните податоци од вас и вакво телевизиските медиуми, да не се повикуваат на непроверени извори и не постапуваат врз основа на тие податоци, затоа што можат да си направат дополнителни проблеми со собственото здравје. Значи можат и не само на себе и на сите околу себе. Ќе ве надополнам, извинете и ве прекинав, и да не пијат сумамет превентивно. Па да, и тоа го слушнав и го видов и да ви кажам, абсурдно е. Значи, немам коментар. Значи, не можам да најдам зборови со кои би го искажала тоа со кое што не се сложувам и не е во ред и не знам до каде оди нашата свесност и совесност и на возраста, не знам, мислам таков пристап кон работите е крајно несериозен кон самите себе си. Знаете што ме плаши кога имате вие несериозен пристап кон самите себе си, како би се однесувале околу околината околу себе си. Вие ќе се напиете со моментот уште на 10 луѓе ќе им кажете тоа истото да го направат. И дека на вас ви е добро. Значи, каде ќе оди таа, ќе има ли некој крај сета таа ситуација? Значи, апелираат и професорите, апелира и министерот да не се пратат секакви информации непроверени и да не се постапува по нив. Се надевам дека ќе постигнеме со постојано повторување и кажување, ќе постигнеме некој ефект кај луѓето да знаат во која насока и како да се движат. Овој дел кој што го испорачав до младите, за кој што сега се внесени новите рестриктивни мерки, па треба да се разминуваат во временски период и не се сретнуваат со постарите, апелирам и до постарите, апелирам и до младите, до целокупното население, до, како би кажала, одното на душата, драги пријатели, население, граѓани, значи, седете дома, бидете совесни, ако сакате, значи, да си помогнете себе си и ако сакате да не поддржите нас, здравствените работници, и сето оно со кое што ние се соочуваме во здравствените институции, дозволите ни да имаме ведар дух, не ни ја кратете и не ни ја зимајте на смевката. Значи, таа во овој момент значи живот, значи подстрик, значи елан, значи мотив за работа
во здравствените институции. Јас секогаш на мојата професија сум ми пристапувала од дното на душата и во овој момент, значи кога кажувам дека ја креваме емоцијата на пораката, јас тоа го чувствувам и го доживувам и се извинувам на моите емоции, меѓутоа сметам дека на таков начин ќе допреме до совеста и јавната свест на граѓаните и искрено ги замолувам, значи искрено ги замолувам, седете дома. Ви благодарам за одвоеното време и што бевте дел од што не е јасно. Да. Вам, почитувани гледачи, на крајот од ова издание на емисијата ќе ви порачам дека од вас зависи и вие сами треба да одлучите од што полесно, а од што потешко може да се откажете. Пријатна вечер.